Почитувани, добро вечер. Вечерва имаме една горлива тема, а тоа е здравството. Област полна со проблеми кои ги чувствуваат граѓаните, но со проблеми се соочува и медицинскиот кадар и воопшто здравствените работници. Кога се зборува за медицината и здравството, асоциацијата е секогаш дека има многу работа. Многу предизвици во смисла потребни се до едукации на кадарот, да се набавува нова современа опрема и слично. Граѓаните бараат навремена и соодветна медицинска услуга, а на медицинскиот кадар потребно му е усовршување и современа апаратура. Каде оди здравството во Македонија? Што може да се направи на краток, а што на долг рок? На овие и слични прашања вечерва на моје задоволство разговарам со доктор Игор Николов, доцент на медицинскиот факултет, лекар на Универзитетската клиника за нефрологија, прв човек на Комисијата на здравство во ВМРО ДПМН, како и советник на премиерот Христијан Мицковски. Докторе, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Вака кога ве најавив, некако испадна многу, меѓутоа тоа е само една слика. Здравство, доктор, здравствен работник, некако му доаѓа. Па тоа е таа слика, здравство, доктор, здравствен работник и човек кој што евентуално сака да направи некакви промени во целиот систем. За вечерва имаме една тема, тоа е каде оди здравството во Македонија, па јас би почнал со тоа прашање, каде оди навистина здравството во Македонија? Па здравството во Македонија и здравството во целиот свет секогаш оди во некој правец и тој правец треба да е напред. Здравствените системи се комплексни системи и медицината и здравството се менуваат во континуитет. Последниот период посебно се менува заради влијанија надворешни, како што беше епидемијата со COVID, после која што и пред која што утврдивме дека имаме здравствени системи кои што се вулнерабилни и на кои што им треба многу промени и многу реорганизација. Во моментот здравството оди во правец, посебно во Македонија, оди во правец на оптимизација и на подобрување на функционирањето, во смисла на тоа дека во изминатиот период направени се промени како што се укинување на организацијските, односно економските директори во здравствените институции и на тој начин е олеснето функционирањето на здравствените институции. Со самото тоа е подобрена функционалноста на здравствениот систем. Дополнително, во изминатиот период направени се уште неколку чекори за кои што се многу важни за здравствениот систем. Тука би ја набројал позитивната листа на лекови, каде што е променета после 10 годишен период. Би ја набројал мотивирањето на младите кадри, односно вработувањето на младите лекари специјализанти кои што се на приватна специјализација и решавањето на нивното прашање. И дополнително би го набројал мобилизирањето, односно вработувањето на кадрите кои што биле долго време по договор на дело. Овие неколку чекори беа приоритет во изминатиот период од 3 месеци. Би сакал во контекст новата ве прашам, на кратко некако доколку можете, што се затекна во здравството? Овака, за жал, се затекна еден систем кој што е маргинализиран, систем кој што е девастиран, кој што беше изложен на долгорочно недомакинско работење. И ова недомакинско работење резултираше со лоши планови и лоши реализации. Што значи лошото планирање во здравството? Лошото планирање во здравството значи да немаме доволно кадри во одредени сегменти, а да имаме прекуброени кадри во други сегменти, така да се јавува дефицит, односно недостаток на и на работна сила и на сила која што пружа здравствени услуги. Сето тоа со конкретни чекори, мерки и активности се обидуваме да го елиминираме, односно да го намалиме, заради тоа што не може одеднаш се да се промени, но секако во здравството приоритет ќе бидат младите кадри, ќе бидат задржување на младите доктори и специјализанти, кои што практично се оние кои што треба да го движат здравствениот систем. Секако треба да се стимулира преносот на знаење, односно ќе го стимулираме пренесувањето на знаењето, бидејќи знаењето е универзално, тоа не е
индивидуална работа која што некој треба да ја поседува, туку треба да го пренесува, заради тоа што здравствениот систем е еден систем кој што е поврзан, сличен е на систем на врзани садови, и тој, доколку еден дел од овој систем на врзани садови не функционира, можно е да и целиот систем тешко функционира или, не дај Боже, да крахира. И на крај, за мотивацијата во изминатиот период, би сакал да кажам дека во континуирана соработка и разговори со синдикатите на здравствени работници во Македонија, се постигна договор за покачување на личниот доход на здравствените работници, и тоа најмногу на средномедицинскиот персонал, секако со одредени коефициенти за останатиот персонал кој што го движи системот. Ако можам да заклучам, значи се вложува и во иднината, односно во младите, што наистина го поздравувам како млад човек. Би сакал да прашам зошто дојде до случајот онкологија, модуларната болница каде што изгоря 14 живи луѓе. Дали има и моменталниот председател на СДСМ, тогашен министер доктор Филипче, некаква одговорност за се тоа? Видете, не можеме да се навикнеме да се случуваат работи и потоа никој да нема одговорен, односно да бидат одговорни како што бевме навикнати во недомакинско работење, дека одговорен ќе биде кабелот. Проблемите кои што се појавија во тој период и скандалите кои што се појавија во тој период беа токму заради тоа што некој сакал да ги откочи, односно да ги отстрани контролните механизми во системот. Токму тоа беше на онкологија, заради тоа што практично контролниот механизам како стручен колегиум беше елиминиран и, односно неактивен, стимулиран директно од Министерството за здравство и од лидерот на сегашната опозиција, како што го спомнавте. Со самото тоа беа створени услови за злоупотреба, која што злоупотреба резултираше со милионски суми на трошоци. Дополнително, трагедијата со модуларните болници, за жал, никогаш не смееше да ни се случи. Сведоци сме и анализите покажуваат дека тоа што таму се случи е настанато како резултат на дисфункционалност на контролните механизми. Прво, контролните механизми како беше изградена таа модуларна болница. Второ, контролните механизми на влез и излез и на движење на луѓето во таа болница. И секако контролните механизми за обезбедување на доволно терапија во тој период кој што беше вака критичен, односно периодот на епидемијата. Сето ова мора да се отклони, мора да се преземат мерки кои што ќе доведат до елиминирање на ваквите појави, ваквите постапки, и сето тоа практично се обидуваме во овој изминат период. Владата се обидува да го направи, заради тоа што приоритет мора да ни биде здравјето на граѓаните и овие грешки кои што најверојатно се намерни, за кои што треба да има одговорност, да бидат елиминирани и минимизирани и никогаш да не ни се повторат. Се согласувам. Сега додиме на еден малку па поинаков дел, би рекол. Речи си, секој некогаш во животот го посетил кампусот клиники Мајка Тереза, попознат како клинички, и впечатокот е дека има некоја гужва. Како да се растерети овој дел? Па, впечатокот е реален. Гужвата, односно тоа што се случува во терцијерното здравство или клинички или кампусот Мајка Тереза, е отсликување на недомакинското работење и на лошото планирање. Лошото планирање и ова недомакинско работење се појави како резултат на низа стратешки грешки. Една од стратешките грешки беше тоа што практично наместо да се развива децентрализирано здравство, се развиваше здравство кое што е сконцентрирано и фокусирано во Скопје и во клиничкиот центар попрецизно, без доволно адаптирање на целокупната таа инфраструктура. Со еден збор, идејата која што треба да ја движиме понатаму е дека ни е потребно децентрализирано здравство, дека ни е потребна регионализација на здравството, дека не смееме да дозволиме да пациентите за банална субкутана инекција или за некаква банална терапија да патуваат од, да речеме, од Битола за Скопје, да патуваат од Гевгелија за Скопје, да патуваат од Штип за Скопје, заради тоа што таа терапија и тој третман би требало да го добијат во нивниот матичен, односно регионален центар. Заради таа причина, тоа практично доведува до едно хиперконцентрирање на кадри, односно на баратели на услуги во клинички центар, и доведува до една
гужва. Дополнително, нас ни е потребно да се адаптираат законските регулативи, заради тоа што ни се потребни лекари и специјалисти кои што ќе работат и во други институции кои што се надвор од клиничкиот центар, како што се здравствениот дом Скопје, како што се здравствените домови по другите поголеми градови, како што се и универзитетските клинички болници, кои што треба да го преземат собствениот терет, односно тоа се болницата во Штип и во Тетово. Во тек е спојување на клиниките под еден клинички центар. Дали е во тек процесот и дали со ова би го намалиле таа гужвете што ја говориме сега? Тоа е дел од оној процес на оптимизација, односно подобрување на функционалноста на клиничкиот центар, заради тоа што оптимизацијата ни е потребна, бидејќи на тој начин добиваме можност за полесно функционирање на здравствените институции, добиваме можност да полесно се зголеми преговарачката моќ на таа институција кога потребно е да обезбеди одредени медикаменти, односно да обезбеди одредени медицински материјали, и сето тоа ќе допринесе за подобро функционирање. Процесот е во тек, формирана е комисија во Министерството за здравство, формирана е работна група и во владата, и овие две комисии кои што треба да бидат и понатамо отворени, да не бидат затворени, туку потребно да се отворат за да се вклучат сите расположиви ресурси кои што можат да допринесат, да резултираат со практично едно фузионирање на клиниките во еден единствен клинички центар, кој што ќе има подобра функционалност. Впрочем, тоа се и трендовите во светот. Ние имавме неодамна состанок со една групација на јавни здравствени институции во Франција, односно во Париз, кои што се под една капа, односно дури и повеќе болници може да бидат споени во еден клинички центар, кој што ќе има едно административно управувачко тело, кое што треба и приоритет е да биде функционално. Нас ни е многу важно да се направи функционални тела кои што ќе функционираат, односно ќе ги обезбедуваат потребите на граѓаните и на осигурениците. Немам сомнеш дека ќе дојде до ова и дека ќе се случи подобрување на здравството во државата и оние што ги говоревме гужви во кампусот на клинички. Сега би малку поинаку, вие сте нефролог, односно нефрологијата е една од поразвиените гранки во смисла на најмногу на трансплантација на бубрези, ако не се лажам. Вие често зборувате дека Македонија треба да стане дел од Евротрансплант. Колку сме далеку, а колку блиску до оваа организација? И што тоа значи за Македонија? Па, еве, убаво прашање, колку далеку сме, а колку блиску. Ако дадеме пример дека Хрватска е еден од најдобрите членови на Евротрансплант како земја, а хрватскиот здравствен систем е многу близок со нашиот здравствен систем, имаме подпишано дури меморандум за соработка, веројатно не би требало и нас да ни биде тешко да постигнеме да бидеме дел од оваа институција, односно организација, заради тоа што на тој начин ќе имаат бенефит единствено пациентите. Кога зборуваме за нефрологијата, би сакал да кажам дека нефрологијата е гранка во која што практично бубрезите се приоритет, односно се органи кои што ги третираме, и за жал имаме одредена бројка на пациенти кои што завршува заради нефункционалност на бубрезите на дијализа. Бројката на пациенти на дијализа го чини многу здравствениот систем и заради тоа е потребно да понатаму продолжиме со развојот на трансплантацијата на органи, посебно на бубрези. Развојот на трансплантацијата треба да се базира на тоа да се подигне јавната свест, да се подобри здравствената екипираност, односно кадровската екипираност, да имаме повеќе тимови кои што ќе можат да прават, да изведуваат хируршки операции на трансплантација на органи, и секако ни е потребно да го зголемиме целиот овој систем кој што функционира. За таа цел има национален координатор за трансплантација, кој што национален координатор за трансплантација потребно е да формира тимовите потоа да функционираат и сето тоа да биде тесно поврзано заедно со оние кои што ги следат пациентите пред трансплантацијата, оние кои што ги трансплантираат, односно тоа се хируршките тимови и оние кои што подоцна ги следат. Ова мора да биде приоритет на здравствениот систем, но за да тоа го постигнеме, секако ни се потребни прво подобрување на кадровската структура, потоа подобрување на инфраструктурата и секако поврзување на овој цел систем да биде функционален. За да кога ќе го направиме сето тоа, ние ќе можеме
да бидеме кандидати за членство во Евротрансплант, каде што во тој случај би можеле да разменуваме органи со сите земји од кои што се во Европска унија, кои што се дел од Евротрансплант. Но до тој период потребно е тесно да соработуваме со нив и најлесно ќе не биде да соработуваме веројатно со колегите од регионот, а тоа се Хрватска и Словенија како членови на Евротрансплант. Доктор, јас многу ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Се надевам дека искоментиравме доста теми кои што кои што сигурен сум дека ги интересираат граѓаните. И јас пред да ви се заблагодарам за вашето вечерашно гостување, би сакал да оставам еден краток период од 30-40 секунди да се одјавите вие со една порака кон гледачите, а потоа јас ќе си ја одјавам емисијата. Добро, ви благодарам за поканата уште еднаш, ви благодарам за интересот. Пораката до вашите гледачи би била дека сите заедно треба да учествуваме и да веруваме во здравствен систем кој што треба да биде компатибилен и комплексен, кој што би требало да го сочинуваат јавни здравствени установи добро развиени, во кој што ќе имаме едуцирани кадри, добиени со позитивна селекција, добиени со квалитетот на нивната работа и секако граѓаните е важно да го чуваат сопственото здравје сами, односно да не ја забораваме максимата, подобро е да се спречи отколку да се лечи. Превенцијата мора да биде приоритет и ќе биде приоритет како на широката популација, така и на владата, односно на Министерството за здравство. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, а ние се гледаме повторно во недела во 20 часот на Facebook, YouTube и Instagram каналите на ВМРО ДПМН. До тогаш поздрав и секое добро.